Мамо, прибери се малку. Јас знам дека треба да се приберам, но не знам како да се приберам. Отвори ја вратата кога ти велам. Јас знам дека ова девојче мати нешто, само не знам што точно мати. Јас ќе ја скршам оваа глава, дури и вратата ќе ја скршам. Слушај, ти ќе ми кажеш точно што се случува, оти и вратата ќе ја скршам, и тебе главата ќе ти ја скршам. Мамо, се колнам, ништо не се случува. Слушна ли? Отвори ти реков. Отвори врата кога ти велам, отвори. Мамо, прибери се. Не отвара. Боже. Мамо, да не полуда ти. Пусти ме. Мамо, замолчи, ќе го разбудиш тато. Сите ќе ги разбудам. Трми се. Нешто крие. Отвори. Мамо, Што? мамо, жити мене. Јас ќе разговарам со неа и ќе ти кажам, се ќе ти кажам. Отвори ти велам. Ќе ми Се ќе кажеш? ти кажам, чекај малку. Ајде, се ќе ти кажам. Отвори. Отвори ја вратата. Добро. Се да ми кажеш, ама. Ајде, оди. Ќе ми кажеш, нели се? Ајде, оди. Добро. Мене да ми кажеш, разбра? Погледни ме во очи. Ти верувам. Отвори. Ајде, Сега мамо, влезите. Ќе види таа. Зарифе, Молам, отвори ја вратата. Мама си за мен. не отворам. Зарифе, знаеш што имам јас? Ключевите од собата. Сега сакаш да ја викнам мама или да не ја викнам? Бидејќи секако ќе отворам. Зарифе, ајде раскажувај. Што, дадо? Зарифе, ќе те утепам. Дадо, се колнам, немам што да раскажам. Алекс се вратил. Од каде се вратил? Зошто се вратил? Се ќе ми раскажеш. А ако не ми раскажеш, ќе одам ке мама и ќе викнам. Дадо, те молам, застани. Жити Господ, немој да одиш. Чекам. Добро, се ќе ти раскажам, само те молам, вети ми, никому нема да кажеш, добро? Жими Господ, нема да кажам никому ако ми кажеш. Дадо. Ние се венчав. Со кого се венчавте, Зарифе? Со Алекс? Што? Господе, што толку зборуваат овие досега? Нешто лошо ли реков тетко Фатма? Не, ништо не е. Молчи, маќерко, и онака многу зборуваше. Молчењето е злато, да знаеш. И ние да се одиме, Фатмичке, не вресте. И јас пак ќе навратам, Да, Фатма. во ред, господја Бедија. Ајде. Пријатен ден, тетко Фатма. И тебе, Керко, и тебе. Господја Бедија, јас не сакав вие веднаш да си одите, но штом велите и неја да ја однесете, тогаш одете побргу. Ајде, со Останеме со здравје. здравје. До гледање, луда невресте. Чичко Рамис! Тетка Фатма! Колку сладко момче. Одам поубаво да го видам. Чекај, застани. Дојди и ти, дојди. Ајде. Чичко Рамис, Чичко Рамис, Чичко Рамис. Што е бе, намик? Што е, бе? Чичко Рамис е светец. Што? Исцелител. Каков исцелител, бе? Што бладаш сега? Што ти се увртело во глава? Вака, дај ми ја раката, Немој, бе, дај ми ја немој. раката. Дај ми ја Што раката. прави детево? Не знам. Ај, Бог да чува. Бог да чува. Абе, вие уште ли не отидовте? И овие ли за тоа дошле? Зашто тоа, бе? Денес дојда овие? Па за маскираниот. Што? Нели има на тетка Атка саката неподвижна? Чичко Рамис се доше, ја допрел ве вака? Ја допрел? Како сум ја допрал? Се допрел. Ај, господе, и што било? Жената сега се движи. Дури и скока. Бре, дете, пак ли почна глупости да ти се вртат во главата? Ајде, молчи! Се колнам со своји очи видов. Чичко Рамис ја излечил. Навистина се случило чудо. Фатма, го чули ти? Што зборува ова детево, бе? Не чув јас ништо такво.
За нахусния мајка и за тетка Апче ли зборуваш? Да, за неа зборувам. Па јас откако ја знам таа жена не стои на своји нозе. Не е веќе. Фатма, Не може така, Рамис. Може, јас ја видов со своји очи. намиг вели дека со своји очи го видел тоа? Ерген ли е? Што? Ова момче намик, велам... Ерген ли е? Сам ли е? Сестра ми вели дека ќе се венча со христијанинот Алекс. Дадо, Алекс сака да стане муслиман. Муслиман сака? Така ќе биде. Како ќе го направите тоа? Ќе се зарече и ќе стане муслиман. Ај, Дадо, а знаеш што? И јас многу сакам да стане муслиман. Дадо, види, жити Господ, додека не дојде Алекс, никому не кажувај, да не направат нешто лошо. Да ги среди работите, ќе дојде. И муслиман ќе стане. Потоа ќе дојде и со дозвола од Господ со сите адети ќе ме побара од кај татко ми. Дадо, тато станал светец. што? Тато е светец, се случило чудо. Се помешале светците и чудо се случило. Господине Рамис, Молам. гледај ме мене. Јас тебе, нели сум ти жена? Жена си ми. Да си жив и здрав. Гледај ме мене, ти гледај ме. Ако ти навистина си исцелител, ако имало чудо, знаеш кој прв ке знаеше? Кој? Кој може? Па жена ти прва ке знаеше. А јас вакво нешто до сега не сум дознала. Такво нешто нема. Ајде, дете, ајде. Чичко Рамис завија бак на мраката. Ајде, оди надвор, оди. Што се случило, Нема мамо? ништо не се случило. Се случило? Зарифе? Хатидже? Убави мои ќерки? Можно е да сум станал исцелител. Не може такво нешто. Може. Не може, велам. Може, велам. А јас што реков? Дека не може. Веднаш пратете телеграф. Тој несрекник што го нападнал син ми, сакам веднаш тука да го видам. Веднаш. Господине. Како сте, капетану? Добро сум, команданте. Ова што го направивте е голема жртва, капетану. Јас само го сторив тоа што му го ветив на Мустафа. Враќајќи се од Истанбул му дадов збор дека и по цена на својот живот ќе го бранам Чичко Рамис и неговото семејство. Дали сте свесни што значи тоа, капетану? По цена на својот живот му реков команданту. Имам само уште една молба до вас. Штом ќе се врати од Истанбул, ваките ќе сака да се предаде. Не би сакал да ја затворите. Команданту, пристигна телеграма од битолскиот гувернер. Наредба за ваше испраќање во Битола. Му нели се вративте од друга на страна? Може би таму се случило нешто. Може би. Господе, со мудриот немаше гување. Може да сум, нели? Ох, голем Господе, дај му ум на овој. Не може такво нешто, нели реков? Керко, ти нели ке си одеше дома? Зошто уште седиш тука? И ти, нели ке си одеше дома? Зошто седиш? Не, јас немаше да си одам. Ке си одеше? Јас велам дека ке си одеше. Ајде, бегај дома. Јас немаше да си одам, тие ке си одеа, мајко. Оп. Се викам не вресте. Добро. Ајде, не вресте, ајде. Ајде, одете по дома, ајде. Ајде, Керко, станувај, одиме. Ајде, останете со здравје. Да си жива и здрава.
Тато, да не сакаш нешто? Вода сакаше. Аха, сакаше вода. Ти дојди со мене. Добро. Филџан, дојди право кај мене. Ајде, доближи се право кон мене. Ајде, дојди кон мене. Не мрда. Ламбо, ќе те запалам тебе, Ламбо. Светецот, млекарот Рамис, ќе запали ова ламба. Запали се, Ламбо. Гори, Ламбо. Гори, Ламбо, гори. И ова не се запали. Јас сум тазе светец. Се со време. За се треба време. Кажи што се случи, што ти рече Зарифе, кажи. Ке ти раскажам. Кажи де. Сега да седнам прво. Седни. И јас ке седнам. Кажи де, нели ке кажеш, кажи. Ајде веќе кажи. Ама ајде кажи веќе, кажи. Немало ништо, мамо. Во грев сме влегле со сестра ми. Што зборуваш, ма? Ете ти кажувам. Тоа се случи. Ништо повеќе. Само толку, Керко? Толку. Војчо, капи ли шеш? Добро дојдовте. Војчо, капи ли шеш? Така е. Исти како маскирањот? Така. Многу убаво. И ние сакаме. Исти сакате? Ајде, земете по една. Ајде. Батичко, како си? Маскиран сум, Мерием. Не те прашувам тоа, бато, дали си добар? Добро сум. Сите маскирани се добро. Еве тука нов дуќан отвараат. Така. Каков дуќан? Не знам, бога ми. Добро, ќе одам до пазар, бато. Ти ги остава малку децава. Нека е горда сестрата на маскираниот. Колку убаво изгледате вака. Хусменче, да не му се лутиш на дедо. Ајде, речи еднаш дедо. Дедо, речи дедо. Види колку убаво, дедо. Вака надолго речи дедо. Потоа на брзина. Дедо. Сега надолго кажи. Значи велиш дека ништо немало, така? Така ти вела, мамо, ништо немало. Така? Добро тогаш. Алекс, зошто дошол тука? Дошол, мамо, за... Зашто? За тоа? Зашто де? За куќата. За куќата? За која куќа? Куќата на дедо му, ветеринарот, ќе ја продавал. А Зарифе, од каде го знае ова? Од тука го знае. Од каде знае? Од тоа каде може да прашувам, од знае, каде? мамо? Од писмото дознала. Од писмото, а? Писмото во водата паднало. Како таа го прочитала, а? Кажи. Писмото во водата паднало. Паднало. Па Зарифе малку прочитала, малку не прочитала и така. А јас зошто не верувам? Викни ми ја, Зарифе. Ајде, викни ја. Ајде. Дедо. Рече дедо. Оди викни ја Фатма да слушне како вели дедо. Сигурно многу убаво кажал татичко. Мама тебе те вика. Алекс дошол да ја продаде куќата на дедо му. Ти ова од писмото си го дознала, така? Ајде. Синче мое, дојди ке мамичка. Ајде, сонце мое. Керко, Зарифе, дојди умна Керко моја. Дојди Керко моја што секогаш ми стоиш на зборот.
Дојдов, мамо. Добре дојде. Добре дојде. Зарифе, знаеш нели, од тоа што ти го пишал Господ нема бегање, знаеш нели? Знам, мамо. Ете и сега тоа ќе биде. Многу лесно. Сега јас тебе нешто ќе те прашам и ти ќе ми кажеш, ама откако јас ќе те прашам, ти веднаш ќе ми кажеш, во ред? Во ред, мамо. Кажи ми зошто дошол Алекс тука? За да ја продаде куќата дошол на дедо му ветеринарот. Ти од каде го знаеш ова? Од писмото. Друго, што пишуваше во писмото? Нами го бутна пута во вода и не знам што пишуваше друго. Еднаш веќе го слушнав ова. Велиш дека со тебе нема никаква врска, така? Така, мајко. Ако е така, зошто уште тебе ти пишува? Па додека ја продаде куќата, изгледа да. Тоа е се? Тоа е се. Зарифе, подигни ја главата и во очи погледни ме. Подигни ја главата, велам и во очи погледни ме. Зошто се лутиш, мамо? Може би за убаво нешто пишува? Зарифе, дојди седни. Седни. Види, Зарифе. Види што ќе ти кажам. Ти не заборави што се случи последно со вас, а? Не заборавив. Така, не заборави. Не заборави ни што помина. А ти текнува ли кога избегавте, па кога ве фатија, ве зема и во затвор ве фрлија, па ке ве камшикува, за уши ве влеча? Се сеќаваш? Не си заборавила, нели? Не сум заборавил. Добро. Добро, уште еднаш ке те прашам. Зошто дошол Алекс тука? Кажи. За куќата. Зарифе. Види, Зарифе. Јас повеќе никому нема да дозволам да донесе белја во оваа куќа. Ти слушаш ли? Ти слушаат ли ушите? Слушаат. Добро знам дека ти слушаат. И понатаму нека продолжат да слушаат. Мама ќе оздрави или? Не знам, синко. Дај Боже да оздраве. Велиш дека намика Ерген, нели тетка Бедија? Ерген е, Керко? Значи со мајка му живее, велиш, а? Намик. Со мајка му живее. Значи, намик е Ерген, така ли? Ма 100 пати ме праша и 100 пати ти кажав, устава пена ми фати. Разбрав. Денес ке зборувам со мајка му и ке видам. Ајде сега оди си, пријатно. И вам нека ви убав денот, не вресте, намик. Ајде сега истуре на секаде, малку наваму, се малку измори, бе, натаму. мамо. Мене грбот ми се укочи, ајде. Така.
Ајде, уште малку остана. Ајде и нова историја, ајде. Мамо, А, тетка че ти велам дека проде. да, така рече. Ајде, истори. Чичко Рамиз ја допрел и таа продела, така? Тоа, ајде, истори. Проде. Ајде. Ајде да видам последното ливче. Добро. Ајде, готово е, синко, ајде. Што бидна? Дојди, позади, Мамо, држи ме. Што да правам јас? Држи ме, бргу. Држи ме. Знаете ли што ќе направат со овој дуќан? Некој човек од Солун го земал, велате, така река. Добро, со среќа нека е. Добар ден, Мерием Керков. И вам. Бато, јас дојдов. Добре дојде, Мерием. Мамо, види, ние станахме маскирани. Ај, колку сте убави. Ајде сега дома да си одиме, црни капчиња мој, ајде. Хајде, и јас да ве испратам. Ајде. Мерием, дојдете вечер кај нас. И Дилавер го нема, да не бидете сами. Добро, ќе дојдем. Ајде да видим. Ајде. Деца, од ваму одете, дома си одиме. Што е, го отворија дуќанот? Го отворија. Кројач Никола. Добро. Кројач Никола? Не сакам, ама ете одеднаш ми ја снима насмевката. Веднаш до дуќанот на маскираниот кројач Хасан, овој Никола отворил кројач дуќан. Кажете му на овој дека многу се потрудил, ама на лошо место и ќе му тргне лошо работата. Кажете ми, дали додека е тука маскираниот кројач Хасан, ќе оди некој да шие нешто кај Никола? Не шиеле. Кажете му на господинот Никола да продава нешто друго. Да не му пропадне дуќанот. Да не ми го спомнавте моето име? Кројачот Никола сте вие? Така е, јас сум. Во овој град веќе имаше шивач. Така ли? Така? Така ли? Така е. Така е. Така ли? Така е. Влези. Сте ме побарале? Илјас. Треба да го испратиме Ахмет во Битова. Што да правиме? Мораме да им ја исполниме наредбата. Утре наутро подготви се за неговото испраќање. Како ќе речете? Леле. Побавно, синко. Чекај, вака ќе те фата, може би полесно ќе оди. Ајде, полека. Полека. Намик, што се случило? Се укочи мајка ми. Колку се укочи. Ако се укочила жената, како сте пешачеле до тука? Ја донесам кај Чичко Рамиз да ја излечи. Господа, чувај да брани. Господа, чувај. Не можам да дишам. Дојди, мајка. Еј, Рамис, еј, господе, дај му памет на маш ми. Можно ли е тако нешто? Што е? Сестро Муневер, што ти се случило, бе? Леле, Фатма. Се укочи кај грбот, многу е лоша. Леле, дојди, седни, ајде. Седни тука. Крцна. Аман. Со поминека е, сестро, со поминека е. Излече Чичко Рамиз, ставија раката на грбот. Што зборуваш, бе ти?
Абе, нека ја стави раката сега. Намик ми рече дека Рамис направил чудо и јас поверував. Немав друго чаре, па реков, ајде ќе одиме, што да правам. И ти ли веруваш во вакви работи, Боже Господе? Полека ме допрекржи, колку боли. Фатма, чекај, Фатма. Муневер, може би токму сега дојде тоа време? Дојди, сестро. Оди кај него тогаш, оди. Зошто ја туркаш, бе? Дојди ваму да те видам. Рамиз. Сега мене слушај ме, сестро. Сестро Мунавер, каде те боли? Тука ли? Малку подолу. Ти молчи, јас сам ќе го најдам. Тука, нели? Баш тука. Убаво. Знаеш Чичко Рамис каде да фати? Рамис, тргни ја раката. Тргни ја раката, ти велам. Ти доктор ли си? Што ја допираш наваму натаму жената? Шт, Фатма. Не можам да разговарам додека работам. Молчи, Грефе. Не си играј со Божја волја. Господине имам. Видете, готово е вашето палто. Дојдете. Колку недели поминал, како го нарачаме Хасан. Ајде, облечи го. Ми требаше време за убаво да го сошијам. Точно ли е? Колку убаво ви прилега, колку убаво биднало, да не ве урочам. Другата нарачка утре ќе си ја земете? Добро, ајде сега се облечи го. Благодарам, господин Хасан. Не слушнав? Благодарам, господине Ви Хасан. благодарам, ајде. Ајде. Чираку, дојди. Земи го ова, однеси го кај кројачот Никола и речи му дека ова тебе ти го праќа неголемиот кројач, маскираниот Хасан. Тука ќе биде многу густо и ова кажи му дека ќе му треба. Ајде да видиме. Ајде. Ајде, бегај. Ке се тргнете ли од пато? Тргнете се. Ќе ти покажам јас тебе. Ајде. Застани. Ова машината, овој модел. Пријатен ден, учителе Мухарем. Пријатен ден, учителе Мухарем. Внимавајте. Дедо, може ли да разговараме? Ајде, зборувајте, слушам. Да попешачиме малку. Ајде да попешачиме. Сестро Мунавер, ти помина малку болките, нели? Не, Рамиз, не. Виде што вели не. Не и поминале болките. Може би треба да помине еден ден. На тетка Аче така и поминала. Слушај ваму намик. Маш ми не е ниту доктор, ниту исцелител. Маш ми е еден сиромашен јунак, ете тоа е. Маму, добро ти вели. Јас сум нов исцелител. Треба малку време да помине, за да добие сила мојата енергија и да делува овде. Ете овде. Види го уште зборува, види го. Ти што зборуваш? Абе, земи ја мајка ти, однеси ја дома. Види жената бледа, крпа станала. Однеси ја дома, нека се одмори малку, ајде. Јас изгледа не можам да се исправам, Фатма.
Не можеш да одиш, да. Уште колку ќе пешачиме вака? Кажи што имаш да кажеш. Дедо, ти текнува ли што реков? Пред да одам. Така ли? Дедо, слушни. Што имам да ти кажам? Не ми слушаат ушите. Многу добро ти слушаат. Ајде, кажи ми. Ја знаеш добро причината да се ова наше патење, дедо. Моето патење на Зарифе и на малата Зарифе, дедо. Која причината бе, море? Која причина? Јас сум христијанин, таа е муслиманка. Ајде да видиме. Тоа си е на место, што сакаш? Јас одлучив, дедо. Јас одлучив. Ке стана муслиман. Ти го знаев умот, бе, внучко. Ти го знаев умот. Но мислев дека јас ти значам повеќе. Ама погрешно сум мислел. Погрешно сум мислел. Дедо. Јас не сум ти дедо. Од сега натаму не сум ти дедо, слушна? Не сум ти дедо. Еве, стигнавме. Од тука ќе продолжиме пешки. Ебе, Мустафа, ти недостасувало. И тоа како? Јас ќе ги земам овие. Дај овие, јас ќе ги земам. И јас на Меријем да исјавам, нели? Меријем се преселила во градот? Немаше прилика да ти кажам. Ние се венчавме. Ајде со среќа нека. Благодарам. И честитам. Значи, откако сум заминал, многу работи се промениле, а? Така е. Добро, вие трнете сега, јас ќе ве стигнам од овде. Во ред? Во ред. Довидување. Готов сум јас, поп. Умрев, готов сум. Хасан, смири се. Колку може да е важна оваа машина? Многу важна. Слушнавте ли ме? Господинот Рами станал исцелител, се просветлил. Што зборуваш ти, господине Аго? Еднаш ќе ги допрел и сите лошоти исчезнувале. Старата теткаче дури проодела. Проодела? Маре, глуп. А ти уште тука седиш. Заетот на големиот исцелител, господинот Рамис, ништо не знае. Вистина ли е ова? Мајка ми инвалид, ова утро стана и прооде. 90 години има жената. Господ да чува и да брани. Татко Рами! Хасан! Сега најпрво да го затворам дуќанот, потоа да одам до кај татко Рамис да го видам. Добро е, Хасан, добро си се сетил. Добро е. И што работа имаш? Каде ќе одиш? Имам работа, Мустафа. Многу итна работа имам. Добро да. И ние да дојдеме. Мустафа. Хасан. Хасан?